Над 6000 апликации за владината мерка за самовработување. Премиерот ги додели првите ваучери за изработка на бизнис план и порача дека се повеќе граѓани сакаат да ја преземат својата професионална иднина во своји раце. Со тоа се отвораат повеќе бизниси и нови работни места, што ќе придонесе за зајакнување на економијата. Програмата е дел од оперативниот план за 2025 година, вреден над 40 милиони евра, со што ќе бидат опфатени над 16.500 луѓе, најмногу досега. Поради огромниот интерес, прераспределени се и дополнителни средства. Важно е да се истакне за овој проект и за оваа програма дека, освен што невработените лица кои што ќе потпишат договори ќе бидат добитници на овој грант, ние не ги оставаме на тоа, туку, како што спомна и премиерот, и понатака ги поддржуваме со менторство и со поддршка за започнување, ама и водење на бизнисот од нивна страна. Според надлежните обезбедена е рекордно зголемена финансиска поддршка. 7.000 евра за луѓе над 29 години или 14.000 евра при здружување, 10.000 евра за млади луѓе до 29 години или 20.000 евра при здружување. Во 2026 година младите до 29 години дополнително ќе бидат поддржани за отварање сопствен бизнис, како и преку други форми на поддршка насочени кон нивно побрзо вклучување на пазарот на труд. Ова за нас како Министерството за економија и труд, но и како влада е силна порака дека граѓаните веруваат во државата, во системот и во перспективата која ја отвораме ние. Премиерот порача дека државата стои зад секој предприемач кој сака да започне сопствен бизнис. Вели, не потпишуваме само договори, туку и внесуваме нова енергија во економијата. Ова мерка е истовремено и силен инструмент во нашата стратешка борба против невработеност. Наместо пасивни мерки, чекање на пригодни околности, ние ја менуваме филозофијата. Од држава која само обезбедува социјална поддршка, се претвараме во држава која создава можности, охрабрува личен напредок, поттикнува храброст и им дава на луѓето алатки за да станат самостојни. Надлежните уверуваат дека оперативниот план придонесува за отворање нови мали бизниси низ целата земја, од занаетчиски работилници и IT стартапи, па се до мали производствени фирми. Ова е особено важно во помалите општини, каде нема големи фабрики или инвестиции. Па луѓето добиваат шанса сами да се обезбедат работа и иднина.